Почитувани пријатели, ви посакувам Божи благослов. Во Јован 3.16 е запишано: зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, та секој што верува во него да не заѓене, туку да има живот вечен. Денешнава тема гласи: каква е смислата на нашиот живот? Каква е смислата на животот? Како можам да имам цел во животот и како да се реализирам себе си, да добијам задоволство од мојот живот? Ќе имам ли потенцијал да постигнам нешто кое што ќе биде трајно на оваа земја? Многу луѓе на овој свет кои мислат постојано каква е смислата на животот. Години подоцна тие се огледуваат наназад и се чудат зошто односите со некои луѓе им се влошиле и зошто се чувствуваат толку празно и покрај тоа што го постигнале, тоа што го имале како цел зацртано. Некој спортист, кога бил на врвот на својата слава, успешен, го запрашале што би сакал некој да му кажеше уште на почетокот на неговата кариера. Тој одговорил вака: би сакал некој да ми кажеше тогаш дека кога ќе стигнам на врвот на мојата кариера, ќе открием дека таму нема ништо. Многу цели ја покажуваат својата бесмисленост, дури по многу години, откако си се трудел да ги постигнеш. Во нашето хуманистичко општество, луѓето имаат најразлични цели и притоа си мислат дека ќе најдат смисла во нив. Некои од работите кон кои се стремат се успех во работата, богатство, добри односи со луѓето, хедонизам, забави, да прават добро на другите и така натаму, мислејќи дека тоа ќе ги исполни. Луѓето велат дека дури откако ќе ги постигнеш сите овие нешта, богатство, добри односи, задоволства, во нив продолжува да се вгнездува голема празнина. Чувство за празнина, што ништо не може да го исполни. Авторот на библиската книга Проповедник, тоа е Соломон, дава израз на оваа чувство, кога вели: суета над суетите, се е суета. Факт е дека тој имал големо богатство, мудрост, многу поголема мудрост на луѓето по неговото време, стотици жени, дворци, градини, за кои сите во царството можеби се фаќале за глава, па и му завидувале. Најдобрата храна, најдоброто вино, како и секакви видови забава. Но во еден момент тој вели дека постигнал се она што му го посакувало срцето. Но и покрај тоа, на крајот тој вака се изразува: живот живеан така, како ништо друго да нема, освен тоа што го гледаат нашите очи и тоа што го чувствуваме со нашите чувства, всушност нема смисла. Зошто постои таква празнина? Зошто човекот не се чувствува полн? Зошто Бог не создал за нешто кое е надвор од тоа, кое можеме да го преживееме тука и сега. Соломон вели: и тој ја ставил вечноста во срцето на човекот. Во срцето ние разбираме дека животот тука и сега не е се. Во Битие, првата книга во Библијата, откриваме дека Бог го создал човекот по својот лик, по своето обличие. Тоа е запишено во Битие, првата глава, 26 стих. Тоа значи дека ние сме многу повеќе како Бог, отколку како некое друго нешто, било каква форма на живот. Исто така, откриваме дека пред човештвото да сгреши и пред да дојде проклетството на земјата, тука важеле следните вистини. Бог го создаде човекот како социјално општествено суштество или битие. Второ, Бог му даде работа на човекот. Бог контактираше со човекот. Бог му даде на човекот да ја владее земјата. Што значат сите овие нешта? Верувам дека Бог имал за цел да ги постави секој едно од нив во нас и да го исполнува нашето чувство за задоволство.
Но кога човекот сгреши и после тоа дојде проклетството на земјата, се создаде една непријатна атмосфера за сите нешта, особено за постојаното комуницирање меѓу Бог и човекот. Во Откровение, последната книга во Библијата, на крајот на работите што се опишани за последните времења, Бог ни открива дека ќе ги уништи сегашната земја и сегашново небо и дека ќе не воведе во вечноста, создавајќи нова земја и ново небо. Тогаш тој ќе ги обнови наполно разрушените односи со искупеното човештво. Некои од луѓето ќе бидат осудени, прогласени за недостојни и ќе бидат фрлени за жал во огненото езеро Пеколот. По таков еден начин, проклетството на гревот ќе престане и нема да има повеќе грев, тага, болест, смрт, болка и така натаму. Верните ќе наследат се. Бог ќе биде со нив и тие ќе станат негови синови и ќерки. И така ќе се затвори тој круг. Бог не создаде за да има добри контакти со нас. Човекот согреши и ги наруши тие односи. Бог ги обновува тие односи во вечноста, која ќе ја помине со оние што ги мисли за достојни за тоа. Да го изживееш животот, постигајќи апсолутно се, но сепак да умреш далеко од Бог, цела вечност, би било полошо дури од тоа да водиш живот кој нема никаква смисла. Но Бог измислил пат, не само кон вечното блаженство, но дава смисла на животот тука на земјата, како и задоволство од него. И така, како можеме да достигнеме едновремено до вечно блаженство, како и до рај тука на земјата? Обновување на смислата на животот преку Исус Христос. Како што реков, вистинската смисла сега и во вечноста може да се открие единствено во обновување на односот со Бог, кои беа влошени после човечкото паѓање во гревот. Денеска тие односи можат да бидат обновени само преку Неговиот Син Исус Христос. Во Дела на апостолите 4 глава 12 стих е запишано: зашто нема друго име дадено под небото со кое можеме да се спасиме, освен името Исус. А во Јован 14 глава 6 стих е запишано: јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа при татко ми, освен преку мене. А во Јован 1 глава 12 стих вели: тој ни даде власт да бидеме деца Божи, кои сме родени не од крв, не од телесна поход, туку од Бога. Човекот добива вечен живот тогаш кога ќе се покае за своите гревови. Тоест, не сака веќе да живее во грев, туку сака да живее со Христос, кој му го промени неговиот живот и започнува да се надева на Исус како свој спасител. Вистинската смисла на животот не се состои во тоа едноставно да го прифатиш само Исус Христос за свој спасител. Колку е прекрасно да е тоа. Вистинската смисла на животот можеш да ја најдеш кога ќе започнеш да го следиш како негов ученик. Кога ќе започнеш да учиш се повеќе и повеќе нешта за него. Кога ќе го читаш постојано неговото слово, Библијата. Кога ќе комуницираш преку молитва со него. И кога ќе му се починуваш да бидеш послушен, така што ќе ги исполнуваш неговите заповеди. Ако се уште не си поверувал, или ако скоро си поверувал, најверојатно си велиш: ова не ми звучи интересно, но те молам да продолжиш уште малку да читаш, да се молиш, и Исус ги кажува следните изјави: дојдете при мене сите, вие кои сте обременети, и јас ќе ви дадам одмор. Земете го мојот јарем на себе и научете се од мене, зашто јас сум кроток и понизен по срце, и ќе најдете одмор за своите души. Зашто мојот јарем е пријатен и моето бреме е лесно. Јас дојдов за да имаат живот и да го имаат во изобилство. Ако некој сака да врви по мене, нека се одрече од себе си, нека го дигне својот крст и нека ме следи.
Зашто кој сака да ја спаси својата душа, ќе ја изгуби. Но кој ќе ја изгуби својата душа поради мене, ќе ја најде или ќе се спаси. Сета твоја радост нека биде во Господ. Тој ќе ги исполни желбите на твоето срце. Тоа што го кажуваат сите овие стихови е дека ни е даден избор. Можеме да продолжиме сами да го управуваме нашиот живот, резултатот ќе биде еден празен и бесмислен живот. Или можеме да избереме да го бараме Бог и Неговата волја за нашиот живот со целото срце, а резултатот ќе биде исполнет живот со осмислен живот. Желбите на нашето срце ќе бидат исполнети и ние ќе добиеме радост од животот, што го живееме. И тоа е така, зашто нашиот Создател не сака и ни го посакува најдоброто. Нека Бог ве благослови, почитувани слушатели, и Бог нека биде со вас. Амин.